Вода, за сите суштества на планетата е извор на живот, но речиси веќе половина е извори на електрична енергија. Се почесто, барем во земјава, цената на произведената струја ја плаќаат природата и локалното население. Во овие поточиња имаше жив свет, сега пресушени се, значи го нема. Чиста логика. Отпорот е најголем против малите хидроелектрани, кои се градат на мали реки и потоци значајни за опстанокот на рурални средини. Во Жировница, например, обвинуваат дека плановите се правени кога имало многу повеќе вода. Според мерењата кои што се вршени во периодот од 63-та до 2000-та година, таму е предвидено да има некаде околу 380 литри на вода во секунда, што не еднаш, не два пати, туку неколку пати е помалку од реалната состојба која што ја има сега моментално на терен. На кантарот меѓу бизнис интересот и влијанието врз животната средина, кој ја добива војната за малите водотеци на терен. Пред 4 години Малешевијата протестираше против изградбата на неколку мали хидроелектрани во близина на Беровското езеро, Пехчево и излетничкото место Равна река. Локалното население ја загуби битката. Трите електрани веќе произведуваат струја, но според шумарскиот инженер Звонко Вучковски и огромна штета. Реката Брегалница, во која исклучиво имаше речна пастрамка, црвноперка, домашна пастрамка, во Источна Македонија единствено место, е уништена. Имаше во горниот тек на реката Брегалница водопади. Значи, кој беше атракција, доаѓааше луѓе од секаде од Македонија, од Бугарија. Доаѓааше луѓе кои зборувааше колку се убави. Овие неколку 2-3 водопада им е одземена дотокот на вода, ги нема. Вучковски, кој се представува како еден од основачите на ВМРО ДПМНЕ во Пехчево, беше еднакво гласен и кога се биеше битката во Малешевијата, во време кога неговата матична партија беше на власт. А токму актуелниот лидер на ВМРО ДПМНЕ и поранешен директор на државните електрани Христијан Мицкоски, еден од 7 собственици на Енерготек, фирма партнер во Минка Енерготек, која изгради мала хидроелектрана на локацијата. Овие што ги градат се луѓе на власта. Дали на таа минатата или сегашната, тие се луѓе на власта. Односно, тие се како лакмусна хартија. Се менуваат од една, одат во друга власт и тие се недопирливи. Бизнисот со мали хидроелектрани е привлечен затоа што откако заинтересираниот инвеститор ќе ги добие потребните дозволи и ќе го изгради објектот, има загарантиран откуп на струјата во следните 25 години по повластена цена. Против тој интерес, делумно, се избори реканскиот крај. Сакаме да остане онако како што е, недопрено, од Бога створено, дадено на луѓето да го користат за одмори, рекреација. Селото Жировница е дел од Националниот парк Маврово, каде се предвидени локации за вкупно 20 мали хидроелектрани. 4 веќе се изградени и работат, а одобренија, и тоа уште од 2015 година, имаат уште 4 компании. Екипата на 360 степени, заедно со членовите на местната заедница, речиси 1 час планинареа за да дојдат што поблиску до изворите на Тировска река, по чија непосредна близина се пикирани локациите за изградба на 2 хидроелектрани, Жировница 5 и 6. Местното население обвинува дека податоците за издашноста на изворите се многу стари и не одговараат со сегашните намалени водотеци. Мерења на оваа река, Таировска река, не е вршено најмалку 20 на години. Водомерната лента не постои повеќе на местото Лачки мост каде што беше поставена. И целокупната анализа што е направена на овој дел е од 63-та до 2000-та. Имаме еден простор од 20 на години, 19 години, во кој што треба ние да покажеме колкава е навистина сега издашноста на изворите. Дали е нешто во меѓувреме променето со протокот на вода на Таировска река? Дали утре треба да го казнеме населението да нема вода за пиење? 100 метри од тука се наоѓа и мостот на кој е предвидена изградбата на машинската зграда и цевководите. Председателот на местната заедница Аднан Салиу вели дека местното население ќе се брани со жив штит против багерите и бара референдум
по примерот за рудниците. Ајде да го запрашаме инвеститорот кој е интересот на местното население. Само да се уништи природата, ние што би имале како местно население. По свите информации, за жал, дори нема да запре струјата тука, ќе помине и селово ќе оде до трафостаницата во Јанче. А ние знаеме пред неколку години имаме 12 дена проблем со струја, немаме струја. Како и малешевци и реканци водат битка не само со луѓе што се бизнисмени, туку и политичари. Концесионер на две мали хидроелектрани, за кои се чека стартна градба, Жировница 5 и Жировница 6, е конзорциумот Hydrogen Energy Group. Тој е составен од компанијата Hydrogen Group, која има тројца собственици, и Ferroinvest, каде двајца од тројцата газди се вице-премиерот Кочо Ангјушев и неговиот брат Тодор. Согласно договорите од 2015 година, тие требаше да ги изградат малите хидроелектрани до лани, но иако не почнале со работа, владата на Зоран Заев во декември 2017 година им го продолжи рокот за изградба до 2020 година. Во меѓувреме, општината Маврово и Ростуше пред 10 дена го поништи одобрението за градба на двете хидроелектрани поради пробивање на рокот. Локалните власти објаснуваат дека одземената дозвола за градба значи дека на локацијата во моментов не може да се гради. Но тоа не значи и одземање на концесијата, чиј рок беше продолжен од централната власт. Зашо ги издале не знаеме и зашо го продолжи рокот не знаеме. Иако ние апелираме пред да го продолжат они рокот, имаме отпор да се стопираат мини хидроцентралите. Очевидно не допре слухот до владата за да го стопира. Напротив, го продолжија рокот. Од владата тврдат дека рокот е продолжен, бидејќи доцнењето не било по вина на концесионерите. Поради ненавремено издавање на потребни документи, дозволи и лиценци од надлежните институции, рокот за изградба на мала хидроцентрала може да биде продолжен само доколку наведената работа претходно е констатирана од Комисијата за надзор и е одобрена од владата на Република Северна Македонија. Од владата сепак не добивме одговор дали при донесувањето на одлуката за склучување анекс на договорот постои конфликт на интереси, со оглед на тоа што според записниците објавени на владината интернет страница, на седницата присуствувал и вице-премиерот Ангјушев. Од Илинденска вела дека не сакаат да коментираат, бидејќи за тоа има предмет во антикорупцијската комисија. Податоците од ЕСМ говорат дека во државава веќе се изградени 98 мали хидроелектрани, 81 имаат статус на повластени производители со гарантирана цена и откуп, а 17 работат без повластици, поголемиот дел во сопственост на ЕВН. Во фаза на изградба или со одобрена документација се уште 32. Според активистката Александра Бујаровска, бизнисот е атрактивен не само поради гарантираниот откуп и цена, туку и затоа што за мала хидроелектрана треба само елаборат наместо оценка за влијание врз животната средина, како за големите хидроелектрани. Во најголем број случаи они воопшто не ги почитуваат правилата, нели биолошки минимум, риби патеки, начинот на добра градежна пракса во околината, значи буквално изгледа на најнормално градилиште без разлика што се наоѓа во сред национален парк. Доведува до фактот нели дека буквално се повластени и од аспект на што и како треба да поседуваат како документација и од аспект на кој како и понатаму ги мониторира. За мониторингот е задолжен Државниот инспекторат за животна средина, кој проверува дали градбата го нарушува режимот на водите и речното корито, дали се врши мерење и евиденција на зафатено количество вода, дали се остава вода за биолошки минимум во реката и дали се платени надоместоци при производство на електрична енергија. Иако звучи неверојатно, но сите овие задачи за сите мали хидроелектрани на терен досега ги изведува само еден човек. Лидија Зафировска е единствениот водостопански инспектор на цела територија на Северна Македонија. Како реагираат концесионерите? Сте имали евентуално некакви проблеми на терен? Обично реагираат бурно, не им е мило што тоа им се случува. Например, тие мислат дека се неприкосновени во однос на тоа дека добиле концесија и тука завршила постапката. Но практично сама, од 2018 до денес, успеала да изврши само 8 ворени надзори на мали хидроелектрани.
Во половина од случаите нашла неправилности. Претежно тоа се случува во сушниот период, кога имаме доста мал капацитет на нашите води, и во летниот период правните лица сметаат дека може да си го дозволат тој луксус да не испуштаат биолошки минимум. Затоа што во дозволата за зафаќање на вода за производство на електрична енергија му пишува доколку во недостиг на вода, на капацитет на вода во речното корито, самата мала хидроелектрана не смее да работи. Најголемата санкција што Зафировска може да им ја изрече на газдите на малите хидроелектрани се паричните казни кои стигнуваат до 20.000 евра. Но често, казнетите потоа користат механизам за спогодба и плаќаат и до половина пониска сума. Зафировска вели дека од неодамна има уште еден колега во Прилеп, кој се уште не излегува на терен, но секако ќе биде од голема помош. Сепак, тоа не е ниту приближно доволно капацитет, ако се има предвид дека според студија од 1982 година се мапирани 400 локации за мали хидроелектрани во земјава. Врз основа на таа студија, концесии даваше и минатата и актуелната власт. Поранешната професорка на градежниот факултет Цветанка Поповска вели, Северна Македонија ниту има толка воден потенцијал, ниту потреба од толку многу мали електрани. Мене ми се чини дека ниедна локација од тие предложени не е добро истражена. Ниту хидролошки, ниту биолошки, ниту пак, ако сакате, и економски. Поповска е една од авторите на 3 национални комуникации за климатските промени. Во овие документи, таа предупредува за нискиот потенцијал на водните ресурси во иднина. Се очекува зголемување на температурите, се очекува намалување на количината на врнежи, а само со тоа се очекува и намалување на протоците во речните корита. Така да, сето ова е анализирано. Меѓутоа, јас ќе завршам со овие, да речам, одговорите на вашите прашања, со тоа што ќе кажам дека кај нас не се случува ништо во врска со овој проблем, во врска со влијанието на климатските промени и имплементирање на акцијските мерки за намалување на влијанието, а такви мерки имаме. Протестите на засегнатото локално население и загриженоста на експертите и невладиниот сектор засега не влијаат на генералната политика на Министерството за животна средина за малите хидроелектрани. Владиниот ресор на нив се уште гледа пред се како на потенцијал за искористување на обновливи извори на енергија. Тоа значи дека нема изгледи дека битката за водата меѓу интересот на бизнисот и интересот на локалното население и екологистите наскоро ќе заврши.